Американците пак во електрификацијата тргнаа по свој пат, кој покрај амбициите се уште не е јасно дефиниран. Така, додека Тесла книжи успеси, General Motors ја покажа втората генерација на Chevrolet Bolt. Со него воедно се означи и почетокот на реализацијата на плановите до 2025 година да бидат лансирани 30 електрични модели за кои е развиена посебна и технолошки напредна платформа. Таа за прв пат ќе биде искористена кај Cadillac Lyriq, каде треба да ги покаже своите предности. Меѓу нив спаѓаат автономијата од околу 500 км и посебноста за само 10 минути батериите да се наполнат со струја доволна за поминување 120 км. План е Cadillac до 2030-та целосно да ги isfrли од понудата моделите со мотори со внатрешно согорување, а по сличен пат ќе тргне и Lincoln. Но додека тоа се случи, Ford покрај со Mustang Mach-E ќе ги освојува купувачите на електрични возила и со пикапот F-150 Lightning. Направен е како дериват на најпродаваното возило на новиот континент, заради што и Ford беше предпазлив со цената која стартува од одлични $40,000. Малку поинаку, но еднакво убедливо настапи и оживеаниот Хамер сега како пикап со двојна кабина. Неговата прва едиција и покрај енормната цена од преку $112,000 и рокот на испорака од најмалку година и пол беше распродадена за само 10 минути. Заслугата за тоа не е само во моќното име што го носи, туку и во бројните иновативни решенија како што е управувањето на сите тркала. Сепак најмногу заради погонскиот систем со автономија од 560 км, 3 електромотори и монструозни 1000 конјски сили. Страста на американците за пикап возилата се обидува да ја искористат и неколку нови и непознати компании кои подготвија своји електрични адути во овој сегмент. Таква е и Lordstown, која купи една поранешна фабрика на General Motors за производство на својот модел наречен Endurance. Во неговиот развој се применети неколку напредни инженерски решенија како што е скейтборд платформата со електромотори вградени во тркалата. Но дали ќе успеат не се знае, бидејќи им недостигаат пари за да започнат со неговото сериско производство.